Почитувани гледачи, добро вечер, ова е новото издание на емисијата Тавоординација, а вечерашното издание на емисијата го започуваме со тема, односно вчера во текот на вчерашниот ден, светот па и зимева го одбележуваше светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. Кои беа активностите во зимева и колку лица се ХИВ позитивни од следниот прилог. Денеска се одбележува светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. Според Светската здравствена организација од доцните 90-ти години, светот бележи прогрес, но ХИВ инфекцијата и натаму останува голем глобален здравствен проблем. И како и многу други глобални здравствени проблеми, дополнителен предизвик представува пандемијата со COVID-19. Во нашата земја во текот на 2020 година до 30 ноември регистрирани се вкупно 29 нови лица со потврдена ХИВ инфекција, а ново диагностицираните припаѓаат на различни возрастни групи од 20 до 69 години. Сите ново диагностицирани се од машки пол, додека според начинот на пренос, кај 25 лица инфекцијата се случила во рамките на популацијата на мажи кои имаат сексуални односи со мажи, а 4 лица се изјасниле како хетеросексуалци. Тестирањата и советувањата за ХИВ во нашите младински центри, како и мобилното тестирање исто така, се одвиваат согласно интерниот протокол на ХЕРА за нудење на услуги на клиенти за време на здравствена криза со ковид, а при тоа се обезбедува и заштитна опрема и за корисниците на услугите. Денес, кога се проценува дека во нашата земја од скупниот број на луѓе што живеат со ХИВ, секој трет не е свесен дека е ХИВ позитивен. Токму затоа и покрај пандемијата со COVID-19, ХЕРА, заедно со партнерските здруженија, продолжува непрекинато да ги нуди основните услуги за превенција на ХИВ, бидејќи навременото откривање на ХИВ значи и навремен пристап до терапија за ХИВ, која, како што споменав, овозможува лицата понатаму да живеат нормален и долг живот како било кој од останатите. Во однос на спроведувањето на програмата за заштита на населението од ХИВ инфекцијата за 2020 година оваа година, поради пандемијата со COVID-19, целата програма се спроведува во ворена состојба која што директно влијае на обемот на работа која спроведуваат организациите, но од таму велат дека се постигнати значајни резултати. Дека за време на Европската недела на ХИВ тестирање, во нашиот младински центар наводно има секојдневни тестирања. Во работните денови од 16:30 до 20:30, а за време на викендот од 11 до 15 часот. Подетални информации, молби и закажување може на телефонскиот број 3 176 950. Исто така, затоа што вашата публика од Струмица, можам да кажам дека може исто да се јават на овој телефонски број и да се информираат кога мобилното комбе за ХИВ тестирање може да дојде во Струмица и да врши тестирање и во Струмица. Половина од новодиагностицираните ХИВ тестот го направиле во сервиси кои што нудат бесплатно и анонимно ХИВ тестирање и советување во невладините организации во рамките на институциите. Останатите половина биле диагностицирани во други здравствени установи или дошле од странство. Продолжувам понатаму. Струмичката болница од Кувајт доби донација, за што станува збор од следниот прилог. Струмичката болница за 2 месеци добива нови апарати во интерна медицина и нови апарати на рентгенологија, ехо на дојка, видеосонда за гастроскопија, видеосонда и за колоноскопија, како и сонда за Доплер. Се новите апарати кои ќе пристигнат како донација од Кувајт. Директорот на Струмичката болница деновиве замина во соседна Софија, каде и седиштето на амбасадата за Кувајт, кој го потпише и договорот за донација. Денес го контактиравме директорот Гогов, кој вели дека донацијата ќе значи брз и навремен преглед за пациентите. Пациентите од целиот југоисток кои досега имаа потреба од преглед на овие апарати, чекаа и со месеци за преглед во Штипската клиника или пак на некој од клиниките во Скопје. Сега со поставувањето на апаратите на времената диагностика ќе биде и навремен третман на болеста. Апаратите кои се донација од Кувајт се во вредност од околу 160.000 евра, а истите треба да пристигнат за 2 месеци во болницата.
Начално лекарите ќе работат на апаратите, но не се исклучува можноста и за доедукација на лекарите на дел од апаратите. Струмичката болница, која цели да стане регионален медицински центар, полека го опремува и новиот крак од болницата, кој има капацитет за лекување на над 100 пациенти на сите оделенија. Во периодот кој следува, се очекува да започне опремувањето на кракот со пари од Светска банка, за кој Министерството за здравство има побарано кредит. А во продолжение да го погледнеме прилогот дека од ова недела Струмичката болница добива како обезбедување, односно безбедност за вработените, медицинскиот персонал, па и дури и техничкиот персонал од страна на припадниците на армијата на Македонија, но и припадници на МВР. Во следниот прилог објаснуваме што всушност значат овие безбедносни сили за болницата и до кога остануваат. Од денеска Струмичката болница ја обезбедуваат 4 припадници на армијата на Македонија, како и 4 полициски службеници. Од управата на болницата велат дека доколку е потребно, ќе побараат засилување. Една од најчестите слики по смрт на ковид пациент. Блиски на починатиот реагираат бурно и несоодветно, а настрадува медицинскиот персонал. Директорот на болницата вели дека сами не можат да се справат со конфликтните ситуации, па затоа помош побарале од војската и полицијата. Заради тежината на болеста, некои луѓе завршуваат фатално и сега од фамилиите или блиски пријатели се нетрпеливи да се почитуваат протоколите на издавање по смртница или другите работи административни и луѓето се малку поагресивни, немат трпение, едноставно да се има ред и на амбулантите и за чекање ред, а и за такви инцидентни ситуации. Алармот за ковид состојбата во болницата се уште е на црвено. 89 пациенти е вкупната бројка која циркулира. 49 од нив се сместени на инфективно, а останатите примаат дневна терапија. Гогов били дека е рано уште за позитивни прогнози. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Немаме доволно кревети. Слободно. 600 струмичани се активни во моментов на COVID-19. Ова беше само дел од интервјуто кое што го видовме со директорот Наке Гогов како дел од прилогот, а во продолжение и поширокиот разговор кој што го снимевме во кругот на Струмичката болница. Со оглед на тоа дека кислородната поддршка е она кое што најмногу им треба во моментот на пациентите кои што се позитивни со COVID-19, каква е состојбата во Струмичката болница? Дали имате доволно ресурси и дали во континуитет добивате кислородна поддршка за пациентите? Со оглед на тоа што болеста, клиничката слика на пациентите со потешка клиничка слика е потребно давање на кислород, кислородна поддршка. Ние имаме доволно кислород, доволно сме снабдени. Дневно се трошат околу 750 литри на кислород, околу 18 боци по 40 литра и тоа е задоволува нашата потреба за да дадеме во склоп на терапијата на лекувањето на пациентите со кислород. Колку пациенти во моментов имате на кислородна поддршка? Во моментот имаме 19 пациенти кои се на кислородна поддршка, скоро целодневна терапија со кислород се покриени, така да имаме доволно кислород да бидат сите пациенти кои што им е потребна терапија со кислород, се дава кислород. Што е со останатите лекови? Дали имате доволно ресурси, дали набавувате лекови? До сега функционираме најнормално, имаме доволно терапија за сите пациенти, не само за ковид и за другата патологија која што се лекуваат пациентите, така да не сме во криза за лекови за терапија. Таа терапија што се дава за пациентите сега што се моментално фокусот на ковид пациентите има доволно терапија. Директоре, веќе очигледно е поставувањето на шаторите во клиничката болница, која е нивната намена
и од каде всушност се, кој ги постави? Шаторите што ги поставивме во кругот на инфективно оделение ги побарав јас како директор, гледајќи временската состојба со заладување, со ниски температури и непријатно е да се чека пред врата на инфективно оделение, а да луѓето не бидат на еден начин заштитени од ладно, ветер, може да заврне по некој пат. И тоа се заради таквите услови ние решивме да поставиме шатори пред инфективно оделение за чисто заштита на пациенти кои чекаат. Од зградата што е градена, не е градена на времето за инфективно оделение, била е зграда за администрација, но условите сега барат да бидат пациентите згрижени пред инфективно оделение, затоа што внатре во оделението не може да се соберат 15-20 души на едно место во амбуланта. Директоре, со одлуката за вклучување на армијата за обезбедување, веќе очигледно и нивното присуство на припадниците на армијата, по ваша одлука и по ваше барање, која е причината? Знаете што, пациенти кои што завршуваат лошо и што заради тежината на болеста, некои луѓе завршуваат фатално и сега од фамилиите или блиски пријатели се нетрпеливи да се почитуваат протоколите на издавање по смртница или другите работи административни и луѓето се малку поагресивни, немат трпение едноставно да се има ред и на амбулантите и за чекање ред, а и за такви инцидентни ситуации. А колку припадници на армијата ја обезбедуваат во моментов болницата? Во моментот имаме 6 припадници од армијата и 3 од полицијата. Може да се 3, но точно полицијата не знам. Така, директоре, како во моментов се справувате? Еве, одамна не сме биле за општа статистика. Каква е сликата во моментов? Има ли доволно легла во Струмичката болница? Што велат ресурсите со кои располагате? Капацитетите на Струмичката болница се скоро искористени, пополнети. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Немаме доволно кревети. Слободно. Кажете ми што е со одлуката за новиот крак? Новиот крак, јас си порано кажав, немаме доволно персонал за да го отвориме новиот крак. За таму треба персонал да се прима и да работи некој со пациентите. Каква е сликата со позитивни лекари и медицински персонал? Има медицински персонал кој што е позитивен, е изолиран и некои што се контактни со фамилијата или пациентите кои што се биле во контакт, се изолираат во домашни услови. И имаме персонал кој што е уште, едно 12 сестри се уште во домашна изолација, кој заради контакт, кој заради позитивност на коронавирусот. Докторите се скоро, 3 доктори имаме позитивни. Во моментов болницата не лекува само пациенти од COVID-19, имаме и други клинички слики, други заболувања кои што секако од пациенти кои што ги полнат болничките капацитети. Што е со мамографот? Дали работи? Имаше некакви шпекулации дека мамографот во Струмичката болница, но и ехо апаратот дека се нефункционални. Моментално мамографот заради корона состојбата не работи, во исклучителни случаи може да се активира, меѓутоа и луѓето што работат со ехоапаратот се во домашна изолација. И ехо на дојка и ехо на абдомен. Работат моментално, меѓутоа тоа е со ограничен капацитет.
А каква е состојбата во Гевгелија и ковид состојбата од прилогот на колешката Ивана Вангелова? Граѓаните во Гевгелија строго ги почитуваат мерките за заштита. Велат дека редовно ги носат заштитните маски. Но во Гевгелија продолжува да расте бројот на новозаболени од COVID-19. Според официјалните податоци на Институтот за јавно здравство на Република Северна Македонија, за периодот од 16 ноември до 22 ноември 2020 година, бројката на новозаболени од COVID-19 пораснала за 55 лица повеќе. Во последните 2 недели се регистрирани 108 ковид заболени лица. Кажете ми колку ги почитувате мерките за заштита од вирусот? Носите ли редовно маски? Па како што гледате, ме пресретнавте со маска. Стално сум со маска излеза. Да, ги почитувам мерките што ги препорачуваат, мислам, комисијата што е за здравство. Да, и тоа строго. Носам и офташното средство. Па да ви кажам, и многу. Дури сакам да се тргнам кога ве видов, обично се тргам кога има повеќе луѓе. Значи ептен. Па јас сум лекар природна медицина. Ова не верувам. Али не знам. Мора да почитувам тоа што државата го кажала, иначе луѓето можат само на едноставен начин да го подигнат имунитетот, без стрес, нема болести. Многу ги почитувам и стварно им препорачувам на сите граѓани, на сите да ги почитуваат мерките за себе и за другите. Промената на инциденцата во последните 14 дена во Гевгелија изнесува 5,3%. Бројот на активни лица за овој период е 154 лица. Стапката на смртност од COVID-19 во Гевгелија изнесува 1,4%, а вкупниот број на починати е 7 лица. Од почетокот на пандемијата во Гевгелија вкупно заболеле 491 лице од COVID-19. Прилогот на колешката Сузана Мицева повторно станува на тема COVID-19. За сега нема проблем со недостаток на лекови и кислород во Струмичката општа болница, вели директорот на оваа здравствена установа. Иако капацитетите на болницата се исполнети до последно место и речиси нема празен кревет подолго од неколку часа на инфективното одделение и во дневните ковид амбуланти. За сега за пациентите нема недостаток од лекови, но и кислород за оние што се на кислородна поддршка. Со оглед на тоа што болеста, клиничката слика на пациентите со потешка клиничка слика е потребно давање на кислородна поддршка. Ние имаме доволно кислород, доволно сме снабдени. Дневно се трошат околу 750 литри на кислород, околу 18 боци по 40 литра и тоа е задоволува нашата потреба за да дадеме во склоп на терапијата на лекувањето на пациентите со кислород. Во моментот имаме 19 пациенти кои се на кислородна поддршка, скоро целодневна терапија со кислород се покриени, така да имаме доволно кислород да бидат сите пациенти кои што им е потребна терапија со кислород, се дава кислород. До сега функционираме најнормално, имаме доволно терапија за сите пациенти, не само за ковид и за другата патологија која што се лекуваат пациентите, така да не сме во криза за лекови за терапија. Струмичката болница е една од најпогодените од коронавирусот во последните 3 месеци. Освен што нема простор, нема ниту кадар за работа во новиот крак, каде што се најави отворање на регионален ковид центар. Капацитетите на Струмичката болница се скоро искористени, пополнети. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Министерството за здравство уверува дека за сега системот е стабилен и дека во болниците во целата земја ситуацијата е под контрола. Како и во претходните изданија на емисијата Тавординација, оваа Тавординација сме сконцентрирани на состојбата со COVID-19, не само во Струмица, туку и во целиот Југоисток, на тема COVID-19, повторно колешката Сузана Мицева. Дури и да заврши регионалниот ковид центар во Струмица,
тешко дека ќе профункционира бидејќи нема кој да работи во него. Директорот на Струмичката општа болница вели дека нема медицински персонал, а дополнително има голем број вработени во самоизолација. Новиот крак, јас си порано кажав, немаме доволно персонал за да го отвориме новиот крак. Таму треба персонал да се прима и да работи некој со пациентите. Медицински персонал кој што е позитивен, е изолиран и некои што се контактни со фамилијата или пациентите кои што се биле во контакт, се изолираат во домашни услови. И имаме персонал кој што е уште, едно 12 сестри се уште во домашна изолација, кој заради контакт, кој заради позитивност на коронавирусот. Регионалниот ковид центар требаше да биде сместен во новиот крак на болницата, но за сега неговото отворање е неизвестно. Болницата и натаму е преполна и работи со максималниот капацитет. Капацитетите на Струмичката болница се скоро искористени, пополнети. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Немаме доволно кревети. Министерот Филипче пак најавува изградба на модуларна болница, но во Струмица нема никаква подготовка на теренот за неа, па не е јасно како таа ќе биде готова до крајот на годината, кога се уште не е почнат таков проект. Во Гевгелија, например, веќе цел месец се работи на модуларната болница, а се очекува да стаса до нова година. Доколку мислите на модуларните болници, тие започнуваат со монтирање во текот на овој месец. И ако се одвива планот како што е сега предвидено, до крајот на годинава, значи до нова година, треба да има веќе поставено 4 објекти. Најкритични за нас во поглед на капацитетот се Куманово и Струмица, и таму е даден овој приоритет. Статистиките во југоистокот покажуваат намалување на бројот на новоинфицирани случаи од 5 до 30%. Сепак бројот на пациенти со тешка клиничка слика и понатаму е висок, како и бројот на смртни случаи во овој регион. И каква е состојбата со психичкото здравје на жените, дали и колку се тие осетливи на COVID-19 како состојба, која што го алармираше целиот свет па и земјава од прилогот на колешката Сузана Мицева. Пандемијата не ги погоди на ист начин жените и мажите во земјата. Пандемиите никогаш не се родово неутрални, вели во интервју за Само прашај Даниела Антоновска, експерт за родова еднаквост. Таа смета дека изминатите месеци уште повеќе се засилија постоечките родови нееднаквости помеѓу мажите и жените во Македонија. Исто така, жените представуваат околу 39% од работната сила во формалната економија на глобално ниво. Меѓутоа, веќе сега одредени статистики кажуваат дека тие спаѓаат, односно 54% од жените веќе ги имаат изгубено своите работни места во време на глобална пандемија предизвикана од COVID-19. И за жал и ние не сме многу далеку од овие светски и глобални трендови. И кај нас во време на пандемијава, овие 8 месеци веќе имаме одредено, да кажеме, зголемување на бројот на јавувањето на случаите поврзани со семено и родово базирано насилство. Понатаму имаме голем број отпуштања на жени кои што работат во одредени ризични професии, каде што имаме постојан контакт помеѓу давателите и примателите на услугите. Во последните месеци многу е поголем бројот на жени во најударните професии што се на првата линија во справувањето со COVID-19.
На светско ниво, меѓутоа и кај нас, многу е поголем процентот на жените кои што работат во здравството, како медицински сестри, негователки, голем е процентот на жените кои што работат во училиштата, во градинките. Знаеме дека тие први беа на удар и тие први се затворија кога започна пандемијата, се ограничи работното време и на маркетите и слично. Меѓутоа, веднаш по затварањето, по завршувањето на таа, како што нарекувате, прва смена, каде што жените формално работат, доаѓаат дома, каде што започнува нивната втора смена, односно онаа неплатена работа во домаќинството, во домот, во семејството, грижата за децата, воспитувањето на децата, па зависи доколку живеат и во проширени семејства, грижата за постарите лица, за мајките, татковците, бабите, дедовците кои што живеат со нив, така што навистина голем е товарот кој што жените го носат врз своите плеки. Според Антоновска, потребно е да се направи родова анализа за потребите на тоа што им е потребно на мажите, а што на жените, и врз основа на нив државата да донесе родово сензитивни програми. Тоа според неа ќе придонесе за намалување на јазот во родовата нееднаквост, но и да се надминат проблемите кои што ги предизвика пандемијата изминатите месеци. Со овој прилог и ја заокружуваме денешната емисија ТВ Ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Се гледаме наредната среда.